Најново издание на регионалните вести. Во печките на Југохром денес беше уништена запленета дрога и оружје по повод 9 јули, светскиот ден на борба против мало и лесно оружје. Министерството за внатрешни работи во координација со Министерството за правда и Комисијата за уништување на наркотични дроги во една од печките на комбинатот Југохром во Тетовско и Егуновце уништи 593 парчиња оружје и 1200 килограми опојни дроги. Акцијата се спроведе по повод 9 јули, светскиот ден на борбата против малото и лесно оружје. Уништеното оружје и дрога потекнуваат од случаи за кои веќе се донесени правосилни судски пресуди. Денеска по повод светскиот ден за борба против сузбивање на мало и лесно оружје, 9 јули, спроведовме активност на ништење на одредена количина на оружје, која во текот на изминатиот период од претходното ништење беше одземен во рамки на наши истраги. Различни видови на парчиња на оружје кои се предмет на кривични дела или средство за извршување на одредени кривични дела. Така да, од прилика имаме вкупно 593 парчиња оружје. Според рекапитуларот имаме 103 парчиња пушки, 397 парчиња пиштол, ладно оружје, 58 парчиња автоматски пушки, 13 парчиња пушко-митралес 1 парче, цевка за пушка 21 парче, што значи вкупно 593 парчиња на различен вид на оружје. Исто така оваа прилика ја искористив и за ништење на одземени количини на дрога. Се вкупно се уништи околу 1200 килограми различен вид на дрога. Претежно доминира марихуана, хероин и други видови на дрога. Комисијата за уништење на оружје и дрога секоја година го спроведува ова постапка. Запазено и протоколот по закон. Министерството за внатрешни работи само во изминативе година дена има откриено и документирано 200 кривични дела, поврзани со недозволена трговија и поседување на оружје и распрскувачки материи. Кривичните пријави се поднесени против 225 осумничени лица, а при акциите беа запленети 221 парче разновидно оружје и 3102 парчиња муниција. Инаку министерот Чавков по завршувањето на настанот на новинарско прашање одговори дека интензивно работат на откривање на повеќе детали поврзани со експлозијата која се случи викендов во Куманово. Интензивно работиме на истражување на случајот. Подигнати се доста материјали за вештачење, така да веќе имаме и ориентации за видот на експлозивот, за типот на експлозивот и други траги и докази кои најверојатно ќе ни помогнат да дојдеме до идентификување на сторителите. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Во Гостивар десетина невработени лица добија привремен ангажман преку програмата Општинско корисна работа. Проектот го спроведува UNDP во соработка со општината и поддршка на Министерството за труд и социјала. Десетина лица на подрачјето на Гостивар привремено се вработија преку програмата Општинско корисна работа, која ја спроведува UNDP во соработка со општината. Во текот на мај беше отворен оглас за заинтересираните, пошто избраните кандидати започнаа со работа. Тие се ангажирани во гостиварските детски градинки како негувателки и воспитувачки и во Советот на млади како медицински и социјални едукатори. Програмата има за цел да овозможи социјална инклузија на невработените лица преку нивно вработување на определено време. На тој начин тие како општествено ранлива категорија се стекнуваат со вештини за пазарот на трудот, се вели во информацијата од Општинската канцеларија за локален економски развој. Како што е предвидено во проектот, кадарот е ангажиран со скратено работно време од 20 часа неделно, за што добиваат паричен надоместок од околу 100 евра месечно.
Во рамки на програмата предвидено е да се реализираат разни активности. Меѓу нив се информативните кампањи за заштита на животната средина и за превентивни здравствени мерки кај населението. Проектот е поддржан од Министерството за труд и социјала, а ќе трае до ноември. Најдобри резултати за квалитетот на водата за пиење во Тетово и во Тетовско во последниве неколку години покажа полугодишниот извештај на Центарот за јавно здравје Тетово. Резултатот се должи на зголеменото количество врнежи, но и на грижата за јавните водоводи. Полугодишниот извештај за квалитетот на водата за пиење во Тетово и Тетовско, што го изработи Центарот за јавно здравје Тетово, покажа најдобри резултати во последниве неколку години. Како што ни изјави специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Ратко Давидовски, тоа се должи на формирањето на комунални предпријатија во руралните средини кои ја превземаат грижата за јавните водоводи. Како позитивен пример после комуналното предпријатие Тетово, доктор Давидовски го истакна јавното комунално предпријатие во Желино. Од друга страна, исто оваа година хидролошките прилики ни беа многу подобри, така да една комбинација од човечкиот фактор, односно грижата за извориштата, каптажата и водоводната мрежа и пред се вршењето на дезинфекција, а од друга и од втората страна и од хидролошките прилики, затоа што годинава имавме многу високо ниво на подземните води, добро снабдување со сите населени места до сега, така да и тука можеме така да го толкуваме. Инаку во изминатиот 6-месечен период Центарот за јавно здравје Тетово има испитано 425 мостри од водата за пиење во Тетово и Тетовско во 25 теренски увиди. Земените мостри покажале дека водата во градскиот водовод во Тетово главно е физичко-хемиска и бактериолошки исправна, а 15% од вкупниот број на мостри земени од руралните средини покажале микробиолошка неисправност на водата за пиење. И во вториот квартал имаме следење на трендот од првиот квартал за подобрување, драстично подобрување на квалитетот на водите за пиење, што ги испитува нашиот центар. Со тоа што во руралните подрачја, тамо каде што се уште немаме кој стопанисува со водоснабдителните објекти и кој се грижи за нив, повторно имаме некаде околу 15% на микробиолошки неисправни резултати, додека тука некаде околу 3-4% се движи, се зборувам за руралните. Додека во градот резултатите се одлични. Морам да напоменам дека бројот на проценката на ризик што го изнесуваме се темели на намален број на мостри, затоа што со програмата за јавно здравје годинава ни се скратени бројот на мостри, меѓутоа се трудиме сепак репрезентативни примери да најдеме. Иако во споредба со претходните години сега е подобрен квалитетот на водата за пиење во селските средини, се уште во дел од земените мостри се наоѓа присуство на колиформни бактерии и заматеност на водата. Најголем процент на неисправни мостри биле најдени во локалните индивидуални водоснабдителни објекти во руралните средини, односно 18% од мострите биле физичко-хемиски неисправни, а 45% бактериолошко неисправни. Православните верници денес го празнуваат празникот посветен на соборот на 12 апостоли или Павловден. Овој празник се чествува на вториот ден по завршувањето на Петровденските пости. Вториот ден од завршувањето на Петровденскиот пост, православните верници го чествуваат празникот посветен на соборот на 12 апостоли или Павловден. Низ православните храмови во Тетовско се служеа богослужби посветени на овој голем празник. Според црквата апостолите се слават како темели на црквата, што навистина се, со оглед на тоа што тие се првите луѓе кои во потполност ја примија благата вест за единствениот можен спасител на луѓето и на светот. Уште повеќе затоа што истата вест ја проширија по сите краишта на вселената. Апостолот Павле не бил меѓу познатите 12 Христови апостоли, но неговото значење е многу големо за православниот свет. Бил гонител на христијаните, учествувал при гонењето и при каменувањето на светиот апостол и архидиакон Стефан, но самиот одејќи за Дамаск да ги гони христијаните, му се јавил Господ како светлина и слушнал глас: Савле, Савле, не е добро за тебе да се риташ против водилото. Кога прашал кој си ти, јас сум Исус, кого што ти го гониш, одговорил гласот:
пошто по 3 дни ослепел, а потоа бил крстен и од гонител на христијаните станал вистински ревнител на верата Христова. Заради тоа, самиот во апостолот кој што денес го читавме, вели, знам еден човек кој пред 14 години во тело или без тело, не знам, беше грабнат и одведен до третото небо. Тој човек е самиот свети апостол Павле, но зборува во трето лице заради тоа што не сака самиот себе си да се возгорде и заради собственото смирение. Го проповедал христијанството по целиот свет, пишувајќи посланија до ново формираните црковни општини. Самите посланија се дел од Светото писмо на Новиот Завет и ги има 12 поред. Бидејќи имал стекнато римско државјанство, и тој го завршил својот живот маченички, но не со распнување, туку со отсекување на главата, со што и тој ја засведочил верата во распнатиот и воскреснатиот Христос. Светиот апостол Павле особено е значен за македонците. Своето прво патување надвор од Азија тој го организирал во Македонија. При своите патувања апостолот Павле организирал нови христијански општини, а старите ги утврдувал во новата вера. Денешниот празник многу верници во Тетовскиот крај го празнуваат како именден. 50 годишен гостиварец заработи кривична пријава поради фалсификување исправа. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 50 годишниот МИ од Гостивар поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување исправа. На 13.1.2015 година околу 9:15 часот при влез во Македонија од страна на полициски службеници на граничниот премин Јажинце е извршена контрола над патничко возило Мерцедес управувано од пријавениот, при што утврдено е дека бројот на шасијата е фалсификуван. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се изврши на подрачјето на општина Тетово. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Тетово специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како општа мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 14 и 15 јули на ден 15 и 16 јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе второ третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места, депониите во ова подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Постои политичка волја за надминување на кризата и остануваат уште отворени неколку прашања, изјави помошник државниот секретар на САД за Европа Викторија Нуланд по средбата со премиерот Никола Груевски во македонската влада. Според Нуланд, што поскоро се најде решение за политичката криза, толку побрзо Македонија ќе се врати на евроатланскиот пат. Таа порача и дека САД силно го поддржуваат договореното од 2 јуни и најавените разговори на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и политичките лидери од земјата кои треба да се одржат утре. Група пратеници на ВМРО ДПМН и на ДУИ до собранието поднеле предлог закон со кој лустрацијата треба да престане да важи од 1 септември годинава. Тоа ќе значи дека од тој датум Комисијата за верификација на факти нема мандат за покренување на нови постапки за лустрација, а се запираат и сите постапки за кои до 1 септември нема да се донесат решенија. Луѓето кои добиле решение за лустрација од Комисијата нема да можат да работат јавна функција во период од 5 години според законот. Процесот на лустрација е оспоруван од самиот негов почеток, а лустрацијата се најде и во последниот извештај на Прибе. Над 3500 фирми и јавни предпријатија, но и граѓани должат на управата за јавни приходи 280,8 милиони евра за неплатени даноци, социјални придонеси, акцизи и царини. УЈП ја објави најновата црна листа на должници за долгови доспеани до крајот на март годинава и неплатени до крајот на јуни.
по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. На листата се појавуваат повеќе познати компании од различни сектори, но и неколку јавни предпријатија, како Македонски шуми, Македонија пат, Македонска радио и телевизија, јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти и Македонска радиодифузија, кои заедно и должат на УЈП 14,6 милиони евра. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за половина денара, на дизелот се намалува за 1,5. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 71,50 денари за литар, а на Евросупер БС 98 ќе биде 73,50 денари за литар. Малопродажната цена на Евродизелот ќе изнесува 53,50 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 42 денари. Се намалува и цената на мазутот и ќе изнесува 26,3 денари за килограм. Лидерите на државите од еврозоната донесоа одлуки да ја остават Грција во еврозоната врз основа на согласност постигнат со Атина за исполнување на обврските кон кредиторите. Постигнато е взаемно разбирање за трета програма за помош за Грција за да се гарантира останување на државата во еврозоната. Првиот чекор што треба да го преземе Грција е незиниот парламент да прифати до 14 јули согласност за структурни реформи. Станува збор за нацрт закони меѓу кои за приватизација, пензиска и даночна реформа. Во среда треба да има нова средба на Еврогрупата на која ќе се потврди започнување преговори за конечно обезбедување на тригодишна програма за кредитирање на Грција. Романското обвинителство денеска соопшти дека подигнале обвинение против премиерот Виктор Понта и започнале кривична истрага за фалсификат, даночно затајување и перење пари. Од обвинителството велат дека исто така привремено му ги замрзнале сметките на Понта. Истрагата која започна во јуни се однесува на времето кога Понта бил адвокат пред да стане премиер. Во тоа време тој бил и член на романскиот парламент. Премиерот вели дека не сторил ништо лошо и вети дека ќе соработува со обвинителите за време на истрагата. 18 луѓе заложници во продавницата во маркет во западните делови на Париз веќе се евакуирани. Службите ги демантира информациите дека меѓу апсените има повредени специјалци. Тие биле повикани во 7 часот со СМС пораки од една жена од персоналот. Уште не утврдиле контакт со тројцата вооружени напаѓачи, за кои тврдат дека веќе може и да избегале. Според нив тие познавале барем еден човек од персоналот на продавницата. Целиот регион продолжува да е блокиран, а околните комерцијални објекти се затворени. Според тајни служби на Франција не станува збор за терористички акт, туку за вооружен грабеж. 18 руски војници загинале откако се урнала нивната касарна во близина на градот Омск во Сибир, соопшти Руското министерство за одбрана, наведувајќи дека 19 војници биле хоспитализирани. Од потурнатините се извлечени 37 војници, од кои 18 починале, изјави портпаролот на министерството Игор Конашенков, додавајќи дека спасувачките екипи во моментов биле во потрага по уште 5 војници кои се водат за исчезнати. Украинските безбедносни сили бараат од членовите на украинската крајнодесничарска група Десен сектор да се предадат откако во нивната меѓусебна престрелка во градот Мукачево биле убиени 2 лица. Овој судир ги нагласи тензиите меѓу владата и националистичките групи кои беа вклучени во протестите со кои лани беше соборен од власт прорускиот претседател Виктор Јануковиќ. Деновиве украинските власти покренаа операција за разоружување на членовите на Десен сектор во близина на Мукачево, близу границата со Унгарија и Словачка. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од 16 до 21 степен, а дневната од 25 до 36 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 9.
Според метеоролозите, утре предпладне ќе има мала до умерена облачност и услови за слаб дожд во североисточниот дел од земјава. Ќе дува умерен долж по Вардарието повремено засилен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 14 до 22, а дневната од 23 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 8. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.